Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски очекува на 5 мај да излезат повеќе од 40% од гласачите и да се избере претседател на државата. Убеден е во победа на Гордана Силјановска-Давкова. Нема конкретен одговор дали ќе преземе каква била одговорноста доколку нивната кандидатка евентуално изгуби на изборите. Очекувам да има цензус во вториот круг на 5 мај. Јас не ни помислувам дека има друга опција за Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија, освен опцијата дека професорката Гордана Силјановска-Давкова е иден претседател на Република Македонија. Но се разбира, после завршувањето на претседателските избори, Републичкиот изборен штаб пред Централниот комитет на партијата ќе презентира извештај за сработеното. Централниот комитет на партијата е тој кој што понатаму ќе одлучува како и во која насока партијата ќе се движи. И лидерот на ДУЕ Али Ахмети се надева на поголема излезност во вториот изборен круг. Јас верувам и убеден сум дека ќе имаме цензус на вториот круг од претседателските избори. Јас дадов една изјава во врска со цензусот и можам со сигурност да кажам дека сме многу блиску до успех и сите органи на партијата работат да има цензус и успехот ќе биде многу голем. Јас мислам дека на 5 мај ќе се одлучува дали оваа земја ќе биде успешна и со тоа ќе испратиме порака до меѓународната заедница дека на 5 мај не сме гласале за кандидат за претседател, туку за што поскоро членство во НАТО и Европската унија. Не е точно дека ние како ДУИ немаме силна кампања. Сите органи на партијата се мобилизирани и го даваат максимумот за што поголема излезност на 5 мај. За разлика од Мицковски, премиерот Заев вчера порача дека доколку во вториот круг од претседателските избори не се постигне потребниот цензус или пак не победи Стево Пендаровски, тогаш ќе се распишат предвремени парламентарни избори. Застанавме за независен кандидат, за кој што очекуваме дека ќе го устоличиме идниот претседател на Република Северна Македонија. Јас верувам во тој успех, но секако тоа е само моја желба, моја посветеност и моје очекување за иднината на државата. Но одлуката ја носат граѓаните. Секако ако граѓаните одлучат поинаку, јас реков веќе јавно и повторно ќе повторам, ќе проектираме датум за предвремени парламентарни избори. Мицковски останува на барањето за предвремени парламентарни избори. Не верува во најавените чистки во СДСМ, ниту пак е оптимист дека тоа ќе даде позитивен резултат. Метлата се знае од каде треба да почне. Метлата ќе почне веднаш после предвремените парламентарни избори, кога оваа, за жал, политичка елита која што денеска е секојдневие во Република Македонија предводи Зоран Заев и СДСМ, конечно ќе добие она заслужена позиција на темната страна на историјата. ВМРО-ДПМН очекува од претседателот на Алијансата за албанците за един сила во четврток да го кажат конечниот став околу вториот круг од претседателските избори и ако евентуално гласаат да одлучат како ќе постапат на 5 мај. Тоа, вели Мицковски, не е во насока на абстенирање, туку напротив, придонесува да се подобрат и зајакнат демократските капацитети во државата.